За некои немало воопшто терапија, на други им се препишувала зголемена доза, а не ја примале. На онкологија свесно ги оставале болните да ги изеде ракот. Тројца лекари и екс-директорите Нино Васев и Нехат Нухи правеле малверзации на сметка на кревкото здравје на онколошките пациенти за сопствена корист. Обвинителството поднесе 2 обвиненија за најголемиот скандал во македонското здравство. 5 мина обвинети во 2 предмети. Првиот за финансиските злоупотреби со биолошката терапија на клиниката за онкологија, а вториот за третманот на пациентите и несоодветната терапија која ја примале. Екс-директорот Нино Васев е обвинет во 2 случаи, и како директор и како лекар на онкологија. Според обвинителството од 2018 до 2022 Васев како медицински и организацијскиот директор Нехат Нухи организирано набавувале лекови на реверс без да постои правен основ за тоа. Потоа правеле постапки за јавни набавки кои биле безпредметни, бидејќи добавувачите ги фактурирале претходно добавените лекови. Со злоупотребите го довеле во заблуда Фондот за здравствено осигурување да изврши незаконита исплата. Медицинскиот директор, користејќи ја неусогласеноста на состојбата на залихите, искажана во сметководствената и материјална евиденција, и неусогласеноста помеѓу месечните податоци за издадени лекови од аптека и примени лекови во организационите единици на клиниката, за кои бил директно одговорен организацијскиот директор, присвоил дел од лековите кои клиниката требало да ги има на залиха. Според второто обвинение, 4 онколози, а помеѓу нив и екс-директорот Васев, се товара дека им давале терапија на пациентите, а знаеле дека немаат никаква корист од неа и дополнително го влошувале нивното здравје. Со вештачењата е утврдено дека 29 пациенти биле лекувани несоодветно, а на 16 пак обвинетите им давале непотребно терапија. Прво обвинетиот применил очигледно неподобен начин на лекување, испротивно на тековните онколошки упатства со одстапување во дозирањето и во фазата на лекување давал лекови од новите генерации на таргет и имунотерапија со што тешко го нарушил здравјето на пациентите. Другите двајца лекари се обвинети за кривично дело несовесно лекување болни, бидејќи врз основа на медицинските истории е утврдено дека одредувале терапија со лекови од новите генерации во фаза на лекување кога било многу очигледно дека пациентот од таквиот лек воопшто нема да има корист. Причината за долгото траење на истрагата според републичкиот јавен обвинител Лупчо Коцевски е поради тоа што не можеле да најдат независни вештаци кои ќе може да ги направат потребните вештачења. Бидејќи во нашата држава немаше вешто лице или институција кој би можело непристрасно да ги изврши. Од тие причини, за да се обезбеди непристрасност на постапката, обвинителството се обрати и успеа да обезбеди 2 медицински вештачења, едното од Република Србија и другото од Република Словенија. Штетата која нанеле на државата се проценува на речиси 36 милиони евра, додека имотната корист со која се стекнале е над 7 милиони евра. Според обвинителството, истражните действија ќе продолжат и доколку се соберат други докази за други лица кои учествувале во злоупотребите на клиниката, соодветно ќе постапат, уверуваат обвинителите.